кратки најави за денес. Невладините се погласни, не само што не се спроведуваат УНЕСКО препораките, туку состојбата се влошува. Флуктацијата на нивото на водата го зема данокот врз живиот свет во езерото. Бугарска ТВ објави снимка од оштетување на бугарскиот клуб во Охрид. Општина Охрид штедела струја во октомври, но недоволно. Турција продолжува со антитерористичките операции во Ирак и Сирија. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Над 1700 метри надморска височина врнежи од снег. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во среда во најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Врнежи од снег се очекуваат во северните и североисточните предели. Локално во централните и источните предели зголемена облачност со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во северните и источните предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 6 до 18 степени. Во Македонија во среда во раните утрински часови во крајните источни и западни предели врнежите од дожд ќе престануваат. Во останатите предели ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Таквите временски услови ќе се задржат во текот на целиот ден. Во попладневните и во вечерните часови локално во северозападните и западните предели повторно со врнежи од дожд. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер. Минималните температури од -1 до 8 степени, додека пак максималните дневни од 6 до 17 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во четврток умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 11 степени. Во петок постуденото утро и температура од 2 степени, во текот на денот претежно сончево време со максимални 11 степени. Во сабота умерено облачно и студено време со сончеви периоди. Во попладневните часови со услови за слаб дожд. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. 7 Days 110 грама Супермакс 35 денари. Ворцеве маргарин 500 грама 99 денари. Дуел Софт Лотус 1,9 литри 175 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Невладините се погласни за неспроведување на препораките на УНЕСКО и зачувување на статусот на Охридскиот регион. Премиерот вели, владата го дава својот максимум. Според анализите на Фронт 2142, претераната урбанизација на брегот на Охридското езеро не запира. Невладините се погласни за неспроведувањето на препораките на УНЕСКО. Од Фронт 2142 обвинуваат дека интензивната урбанизација на крајбрежието на Охридското езеро не запира. Според нивните анализи, од август 2021 до денес има 53 нови урбанизации во Охрид и Струга. Купен број на дозволи за градба во двата градови е 213 и нови 580 изградени станови. Премиерот Ковачевски вели, владата го дава максимумот. Јас во рамките на моите надлежности, заедно со колегите кои што работат на ова, го даваме својот максимум. Меѓутоа, повторувам уште еднаш, ова е обврска на сите кои што имаат одговорност за управувањето и со владините институции во овој дел, но и локалните самоуправи во Охрид, Струга и Дебарци. Премиерот негира дека Струга има поинаков третман од Охрид, без оглед што таму не се преземаат никакви активности за заштита на културното и природното наследство. Ковачевски ги повика инспекцијските служби да делуваат на терен. Постојат и инспекцијски органи и други институции кои што тоа треба да го санкционираат, тие треба да бидат ефикасни, да не седат по канцеларии по цел ден да пијат кафиња, туку треба да излезат на терен и да си ја вршат својата работа. Доколку државата продолжи со овој третман и меѓународната заедница не се вклучи поактивно во заштитата на Охридскиот регион, според невладините, со сигурност ќе го изгубиме статусот светско природно и културно наследство. Флората и фауната се повторно загрозени од намалениот водостој на Охридското езеро. Данокот го земаат климатските промени и испуштањето на водата кај Струга за производство на електрична енергија. Стоп за третманот на Охридското езеро како вештачка акумулација, порачуваат еколозите. Намалениот водостој на Охридското езеро има лошо влијание врз живиот свет, а деновиве е повторно во фокусот на загрижените еколози. За губитокот на вода во езерото тешко е да се каже дали се случува како резултат на климатските промени со надпросечните температури во овој дел од годината или од долгогодишната пракса природното езеро да се користи за производство на електрична енергија, посочува Ѓоко Зоровски, охридски екологист од еколошкото друштво Грашница. Со примитивниот испуст во Струга и на тој начин не се почитуваат понекогаш минимално дозволените коти согласно со законската регулатива, а потребно е секако да се ревидира тој договор со Албанија за да конечно една се стави крај на третирањето на езерото како вештачка акумулација. За живиот свет во езерото не се оптимистички прогнозите за постојната зима, а поврзани со климатските промени. Високите есенски температури ќе придонесат за нагли временски промени со појава на дождови и ветар. Тоа ќе го почувствуваат и луѓето и животинскиот свет покрај крајбрежниот појас. Водниот талог нема да паѓа рамномерно, ќе има почести поплави, а ветровите ќе предизвикуваат материјални штети. Би влијале секако и врз биолошката разновидност, бидејќи ќе се случат промени во температурата, тие секако влијаат и врз начините на живот на биодиверзитетот. Не знаеме што би се случило се додека тие не се случат, така да кажам, бидејќи за многу од нив неизвестно е. Тие се организми кои што се приспособени на еден вид живот, има организми кои што имаат поголема адаптивна моќ. Некои, за жал, живеат само во мали ограничени услови на животната средина, така што во секој случај, значи, треба ние да видиме, па после, за жал, би делувале. Бидејќи ние сме како држава многу мала, за да можеме нешто конкретно да придонесеме кон тие глобални климатски промени кои што претежно ги предизвикуваат големите светски сили. Наглите осцилации на водата во езерото се многу опасни за рибите и живиот свет во езерото. Со намалување на нивото на водата се намалува количината на кислород, кој што може да доведе до помор на одредени видови риба и да се случи еколошки инцидент, сличен како оној од пред неколку години во каналот Студенчишта.
Снимки од безбедносните камери во близина на бугарскиот културен клуб Цар Борис III, на кој се гледа нападот на клубот, објави денеска бугарската БТВ. На видеото што го објави телевизијата се гледа како тројца мажи со маски на лицата фрлаат камења кон стаклениот излог на просториите на клубот во трговскиот центар Ама. Вчера СВР Охрид потврди дека прозорците од просториите на клубот Цар Борис III се оштетени. Според портпаролот на секторот Стефан Димовски, инцидентот бил пријавен околу 2 часот по полноќ на 21 ноември, пошто полицијата извршила увид. По пронаоѓање на сторителите, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави, посочи Димовски. Вчера попладне со писмена реакција се огласи и Бугарското министерство за надворешни работи, кое го осуди инцидентот. Ваквите акции опипливо и намерно ги попречуваат напорите за зајакнување на пријателството, добрососедството и соработката во односите меѓу Бугарија и Северна Македонија. Реакцијата на властите на овој и на другите случаи на криминал од омраза ќе бидат показател на сериозноста што владата во Скопје ја придава на градењето добрососедски односи и на процесот на пристапување во Европската Унија, соопштија од Министерството за надворешни работи на Бугарија. Предходно на 12 октомври беше искршена таблата на која е испишано името на здруженијето. Кривичното дело го направил 47 годишен охриѓанец, кој сам се пријавил во полиција. Бугарскиот клуб во Охрид беше отворен на 7 октомври. Свеченото отварање беше проследено со протест организиран од партијата Левица, а поддржан од ВМРО ДПМНЕ, на кој стотина граѓани го искажаа своето незадоволство од отварањето на клуб со име Цар Борис III. На 2 ноември собранието усвои измени на Законот за здруженија и фондации, според кои бугарските културни клубови во Македонија, Цар Борис III во Охрид и Ванчо Михајлов во Битола имаат рок од 3 месеци да ги усогласат имињата со новите одредби, а во спротивно ќе бидат избришани од Централниот регистар со одлука на Министерот за правда. Охрид е меѓу 13 општини кои за месец октомври бележат намалување на потрошувачката, но не ја постигнале предвидената заштеда на електрична енергија од 15% согласно планот на владата. Генералната слика на месечниот извештај покажува намалување на потрошувачката на електрична енергија кај институциите во државава. Охрид во октомври штедел струја, но недоволно. Градот е меѓу 13 општини кои за месец октомври бележат намалување на потрошувачката, но не ја постигнале предвидената заштеда на електрична енергија од 15% согласно планот на владата. Општина Рачиново, например, не само што не штедела, туку потрошила 5 пати повеќе струја споредено со истиот период лани. Додека за сите останати општини податоците покажуваат дека ги оствариле предвидените квоти за заштеда, кажа министерот Крешник Бектеши на денешната пресконференција. Податоците за заштеда на електрична енергија кај општините, кои има препорака да штедат, покажуваат дека од 81 општина, 65 општини постигнале заштеда од најмалку 15%, од кои 12 општини постигнале заштеда поголема од 50%. Продолжува трендот на намалување на потрошувачката на струја од страна на државните институции. Така што 29% во просек заштеда на струја за месец октомври направиле административните згради на клучните државни институции, што е повеќе во споредба со вкупната заштеда од 20% остварена во септември. Заштеда на електрична енергија на владата изнесува 32%, кај собранието заштедата во октомври е 22%, кај кабинетот на председателот на државата е 24%, кај административната зграда на СМ заштедата е 25%, а кај МЕПСО 22%. Министерот исто така упати апел до сите компании и до граѓаните рационално да се користи електричната енергија. Сите производствени капацитети во држава ќе бидат подготвени, иако во моментов дел од нив се во фаза на ремонти, а државата увозува струја. Владата смирува граѓаните и компаниите да бидат спокојни, не се предвидени рестрикции. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Во пожар во фабрика во Кина загинале најмалку 38 лица, повеќе мина се повредени, јави кинеската државна агенција Ксинхуа. Според непотврдени информации, во објектот биле складирани индустријски стоки како и специјални хемикалии. Во државните кинески медиуми се зборува и за илегални активности како причина за пожарот. Во гаснењето на пламените јаздици во објектот на 2 ката учествувале 60 пожарникари, ангажирани биле околу 200 спасувачи. На пожарникарите им биле потребни 3,5 часа да го стават пожарот под контрола. Спасувачите користеле булдожери за да го урнат зидот и да стигнат до преживеаните. Турските вооружени сили убиле 184 терористи во дводневната воздушна операција Канџа Меч во Сирија и Ирак, соопшти синоќа турскиот министер за одбрана Хулуси Акар. Според нашите проценки, оваа бројка ќе се зголеми, ќе продолжиме борбата додека не биде уништени последниот терорист, изјавил Акар, според соопштението на турското министерство за одбрана кое го пренесе ТАС. Во воздушната операција Канџа Меч учествувале над 50 авиони и 20 беспилотни летала. Турција започна воздушни напади насочени кон курдските групи, за кои Анкара смета дека се одговорни за минато неделниот смртоносен бомбашки напад во Истанбул. Бројот на жртвите во земјотресот што вчера го погоди западниот дел на островот Јава во Индонезија се искачи на 268 лица, меѓу кои голем број деца кои во тој момент биле на часови, соопштија индонезиските власти. Покрај загинатите 151 лице се водат како исчезнати, повеќе од 300 луѓе се сериозно повредени, а уште најмалку 600 се здобиле со полесни повреди. Блокираните патишта и оштетените мостови ги спречиле спасувачите да донесат багери и друга тешка опрема во руралното подрачје каде земјотресот предизвикал изгање на земјиштето, при што затрупа неколку кујки, а според извештаите се уште се затрупани 25 луѓе, изјави од Националната агенција за пребарување и спасување. Председателот Видодо изјави дека владата ќе им додели до 100 милиони рупи или $6.300 на лицата чии кујки беа оштетени. Земјотреси на Соломонските острови. Првиот бил со јачина од 7 степени, пренесоа светските агенции, повикувајќи се на Американскиот геолошки институт. По околу половина час следел и последователен потрес со јачина од 6 степени. За сега нема извештаи за повредени или сериозна материјална штета. Потресот кој траел околу 10 секунди предизвикал прекид на електричната енергија во некои квартови на главниот град Хонијара. Метеоролошката агенција на Соломонските острови соопштила дека нема опасност од цунами. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.